Следува програма наменета за целата публика. Уште едно ново издание на Ексклузив, овој пат од ексклузивниот амбиент на Holiday Inn, од каде што се наоѓаме токму тука, и од уште едно ново ексклузивно интервју во емисијата Ексклузив на Джингл телевизија. Овој пат со личноста која верувам дека од овој момент, особено кај нас, верувам дека и досега е популарна, меѓутоа пред да го започнеме интервјуто со истата, во продолжение ќе погледнеме краток видеоинсерт од една изведба токму нејзина, да видите за кого точно станува збора. Веднаш потоа се враќаме овдека. Baby, you know I'm crazy, you know I'm crazy. Baby, 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 you go crazy for me. Sam pero što je petaca, novi početak, kar mi ne hali na crvenom selu se. Gde ću da častim i gde ću da pazim noćas, menjam te novim modelom. И да, како што веќе видовте, по самата снимка знаете веќе за кого точно станува збор. Токму Зејна, името кое што во моментов дефинитивно прави бум по сите можни музички платформи, како YouTube, така и на оние кои што во моментов се слушат, и актуелната песна која што дефинитивно е популарна покрај во Србија, ширум целиот Балкан. Тоа е прочем и незината идеја да го обедини целиот Балкан и практично да ја представува балканската јавност, односно на Евровизија. Дали тоа ќе се случи? Секако во таа цела, односно во тој цел хаос кој што во моментов и се случува, и цел креативен хаос, токму одвој време ексклузивно за Ексклузив по нашата соработка со РТС и интервјуто со Констракта, токму да имаме интервју со Зејна. Зејна, добар ден и поздрав од Скопје. Добар ден, како се? Велики поздрав из Beograda. Одлично, драго ми е што одвој повторно време да и за македонската публика дадеш ексклузивно интервју, тоа само за нашиот медиум, токму во пресрет на сето она што ќе се случува токму во март, и верувам дека возбудата расте. Кажи ми во какво состојба си сега покрај сета ова ситуација која се случува, особено каде што гледаме дека половина милион веќе во моментов додека снимаме е и твојата песна, која што дефинитивно е еден од најголемите фаворити за представник на Евровизија на Србија. Pa, hvala Bogu, desilo se taj, eto što kažu, kada ljudi, pevači, muzičari čekaju taj bum da pesma dođe do ljudi. Ja sam imala sreću da, eto, trenutno je najslušanija, trenutno su komentari predivni, ja nemam vremena, non stop sam tu na nekim intervjuima i emisijama, zato što je pesma zaista došla do ljudi i imam tu sreću, eto, da se to zaista desilo. Tako da, to je 50% posla, 50% posla će biti na sceni, tako da generalno sve je to veliko pitanje i lutrija, ali ako se desi, to neće biti baš neko ostvarenje sna. Да, како што кажа, фаворици, дефинитивно оно што го слушаме сите. Други не кажу ja stvarno svima kažem hvala, ako je to tako, ja sam zaista mnogo srećna. Така. Holiday Inn, Skopje, Intercontinental Hotels Group.
Започнија твојата нова модна приказна во Sigma Fashion. Песната во моментов се врти и по македонските радиостаници и во Македонија, како и во Србија нормално, меѓутоа мораме да напоменеме, впрочем, еден од поводите за кој што го правиме ова интервју е токму и она што токму нашиот Дарко Димитров е дел од ова евровизиска приказна, впрочем, како и изминатите години каде што Дарко се работува токму, односно создава евровизиски хитови. Кажи ми повеќе за соработката со него. Neka mi je saradnja bila. Така. Da, razumem, ali vidiš, moram nekad da te pitam. Tako. Bila mi je savršena saradnja sa Darkom, baš što sam rekla, oni i Željko Joksimović su dve osobe koje zaista stvaraju magiju same po sebi i na neki način to su dva besprekorna muzičara. Željka pominjemo takođe zbog saradnje koje smo imali pre u filmu Toma, a Darko mi je to asocijacija takođe da sa njim na isti način tako lagano sarađujem i tako zajedno stvaramo predivnu muziku da je to prosto tako nemoguće. Što kažem, to mi je to moje muzičko pleme i daj Bože da do kraja života tako sarađujemo, da smo zauvek takav tim, ja ne mogu biti srećnija zaista i nemam toliko lepih reči da opišem Darka. Така, кажи ми, како се создаваш? Дефинитивно има еден хитовски рефрен, односно онаа мантра која што се повторува, румба и сето она што како звучи практично. Da je to ples, ali to nije ples, to je što kažemo mantra da znala sam ja, pošto smo sve to zajedno radili, znala sam ja da će možda ljudi da pitaju, a zašto tu nema više teksta? Onda sam razmišljala ovako, dobro, ako pitaju se za tekst, znači njih će to da nervira, da iritira, a onda će da se navuku i onda nema kraja. Bukvalno se to i desilo. Jer takva je melodija da zaista teksta mi je bio potrebno više raditi, tako da bukvalno to što se lepo si rekao mantra. Така, за разлив рефрен, односно оно што практично звучи е направено ете од нормално покрај твојот прекрасен глас, нормално и од Дарко Димитров. Сега ти прв пат не излегуваш, да напоменеме, на Беовизија, порано по популарно име, а сега како избор за песна на представник на Евровизија, односно и минатата година излезе со балада. Меѓутоа, што те потикна да сосема друг стил направиш од она што беше минатата година? Pa bukvalno ja sam zapravo rumba, ali bio je to jedan korak koji je bio potreban da se uradi, da bi, ja nisam htjela da idem na neku senzaciju, na neki seksi pil, na nešto, nego generalno sam htjela da idem putem kvaliteta, tako da je to bio prošle godine pametan korak da ljudi mene zaista čuju moj glas, čuju moju emociju, da zaslužim svoje mesto i poštovanje, a samim tim onda mogu da pružim i show koji može biti kompletan, da mene kompletno opiše. Zato zbog toga ove godine brza pesma, onako energija, vatra, na sceni devojke sa mnom, bit će to baš onako dobro. Ja se nadam da će biti čak i najbolje što mogu da pružim, pa baš se radujem što ćete improvizati. Така, престанува да го видиме и тој визуелен, односно настан, случување кој што ќе биде во тие две полуфинални вечери и сето она што ќе се случува. Верувам дека и самиот настап ќе биде спектакуларен по самите звуци кои што се на самата песна. Сега, тебе не ти е прв пат, односно ти не си од вчера во оваа музика, односно во овие музички приказни, токму ти си оној глас кој, морам да напоменам, беше дел од најемотивната сцена во филмот Тома. Практично и изминатата година го имавме и интервјуто со Петар Бенчин, еден од поглавните ликови токму во овој филм, а сега некако ќе искористам приликата со оглед на актуелноста која што се подготвува, односно серијата која што е во март планирана од приказна, односно приказната за Тома Здравковиќ. Кажи ми каква беше соработката пред самиот крај со, го напомена на почетокот, Željko Joksimović и Драган Bjelogrlić, една навистина одлична екипа на луѓе кои што навистина се врвни во оваа индустрија. Pa baš što sam rekla, malo pre sam pomenula, znači ne postoje dva veća muzičara od Željka Joksimovića i Darka Dimitrovog, ali takođe i Bjelogrlić je neko ko je zaista sam po sebi legenda i velika je čast biti u filmu takvog čoveka, takvog glumca i generalno to se desilo tako što su oni tražili vokal, prepoznali tu neku emociju u meni i ja sam bukvalno taj hor
numeru, cijelo sa ženom 10 puta, jer toliko se razumemo i to isti način razmišljamo da je to bilo baš onako lagano, a s druge strane, ta emocija sama koja nosi ta kompozicija stopila se nekako sa mnom i samim tim baš je bilo onako prelepo iskustvo, onako istinski iz srca, onako kao mogu da zamislim sebe da sad kao mala želim da se desi neka kompozicija koju ću ja onako od srca da izvedem, a da opet ujedno, kako je to u životu, da bukvalno ono što najviše želiš i što ti u srcu bude eto na samom vrhu. Kada ne razmišljaš o tom nekim poslovnim potezima, nego kad se prirodno desi nešto što zaista želiš, to zaista dođe na sam vrh, a to su ljudi u samom vrhu, taj film je vidio ceo svet. Sad, baš što sam spomenuo, znači misterija, mislim da će možda više biti prezentovana ta kompozicija, po čega se baš radim, jer sve druge kompozicije u filmu su puštene i na YouTube i na sve streaming servise, kako već, a jedino moja kompozicija još uvijek nije nigde puštena. Tako da se ja iskreno nadam da će oni kao ekipa filmska odlučiti, odnosno Milo Grlić, da pusti tu kompoziciju da ljudi kada žele da slušaju da mogu da čuju tu celu kompoziciju. Така, дефинитивно тоа што го слушнавме, ние кај нас го видиме да се најажиш, односно сето она што практично беше во таа сцена, верувам дека процесот на создавање беше и емотивен. И еве пред самиот крај да се вратиме на твојата кариера, односно исто нешто што те поврзува повторно со Македонија, токму Есма Реџепова, која што повеќе за жал не е со нас, меѓутоа во едно интервју твое во еден српски медиум изјави дека би сакала да имаш барем дел од кариерата на Есма Реџепова. Која е твојата инспирација која ја виде во Есма Реџепова? Што тебе те инспирира токму кај? To je jedna žena ogromnog srca prvenstveno, jedan divan, human čovek, jedna velika umetnica čije granice nisu bile granice Makedonije, nego granice bukvalno svemira. Njen glas je obišao ceo svet, bavila se world musicom, a world music se bavi zapravo muzikom z kultura svih naroda na nekom najvišem nivou, a to je meni zapravo želja od malih nogu, da me sluša ceo svet, ne samo naš narod, a ne u smislu sad ja to želim nešto da budem, da hranim neki svoj ego, sujetu, ne, nego zapravo želim da to što ja osjećam i tu ljubav i tu energiju prenosim na ceo svet, na sve druge kulture, na sve druge narode koji nisu, eto, koji možda nisu ni toliko upoznati sa nama i našom muzikom. Tako da ja se iskreno nadam da sa pobedom ili bez pobede da će ova muzika i taj moj stil pevanja i kako ja iznosim muziku doći put da pravi taj neki world music, da ću ja zapravo našu muziku istračku i makedonsku i romsku, jer ja volim sve to da pobirujem u različite stilere, u različite energije u jednu pesmu, kao što je primjer rumba. Ja u rumbi imam i narodne trilere, i romske trilere, i španske trilere, i R&B trilere. I taj vibe je potpuno nekako, kako rekao bi, normalan, a u stvari je multikulturološki. Tako da imam tu neki talent da sve kulture skopim u jednu pesmu, a da to ljudima opet jako prija i da čak i oni koji bi rekli, ja to nikad ne bi slušao, odjednom mu se sviđa. Tako da, to da prenesem onako na ceo svet i da umjesto ovog nekog tipa nastupa koje imamo po klubovima, na veseljima, da prenesem na svetske neke festivale gde bi zaista mogla da pružim show, a u isto vreme i tu toplinu i ljubav da ljudi osete u muzici koju naša muzika zapravo ima. Еве, некако со прекрасна порака ќе го завршим ова интервју, кое што, најубаво ти си кажа она како што и мислиш и верувам дека твојата кариера навистина долго ќе трае и ќе продолжи токму постапките и на Есма Реџепова, меѓутоа и на оној глас кој што практично и си го поседуваш, а верувам дека ова што ќе се случува на евровизиската сцена овдека во Србија ќе привлече секако доста внимание, како што веќе и привлекува твојата румба песна. Еве пред самиот крај, бидејќи го спомнавме песната, ти рече дека се уште ја нема никаде, односно во целост. Јас би те замолил пред самиот крај за јавноста и гледачите во Македонија барем дел од песната која што навистина е емотивна, прекрасно звучи од твојот глас, да ја чуеме пред самиот крај на овој разговор. Pesma Jad, što na romskom jeziku znači vatra, naravno uvek.
Sardi lentu, sakam lentu čaje. Sa našu sar červajentu, kana zelenjak, pari pa vola je, kana tu debla tu kelela. Започнија твојата нова модна приказна во Sigma Fashion. Holiday Inn, Skopje, Intercontinental Hotels Group. Прекрасно, Зена, ти благодарам многу за одвоеното време и за овој прекрасен вокал, кој што ете и преку Вибер комуникација имавме можност да слушнеме. Дефинитивно тоа е доказ дека навистина квалитетен глас звучи било каде да го слушнете, односно на било каква апликација, секако ќе се долови она, а верувам дека ќе се видиме и во живо овде во Скопје, па ќе имаме можност да разговараме многу повеќе. Naravno, uvek kada budem dolazila u Makedoniju, javljam se da se vidimo ovako uživo. Hvala puno svim ljudima u Makedoniji, hvala vam što slušate Rumbu. Budite i dalje u tom raspoloženju, brzom, energičnom. Hvala vam puno za sve i baš mi je drago što ste se uključili i pričali malo. Така, ти благодарам многу и палци нагоре за Румба и очекуваме без оглед на пласманот, секако една убава промоција на истата песна, можеби и со спот. Ти благодарам уште еднаш и голем поздрав уште еднаш од Скопје. Veliki pozdrav i najavljujem vam, uskoro puštamo na mreže, možda i na YouTube, live verziju Rumbe, gde sam ja sa mojim bendom, gde ćemo zapravo u jednom tejku prezentovati vam Rumbu, bez ikakvog sređivanja, ničega, bit će onako baš live akustik, tako da ćete možda još više moći da osjetite tu energiju. To ćemo da pustimo za koji dan, pa eto šalem, pa eto vi да чуете и тоа. Одлично, ти благодарам еве со ова убаво изненадување пред самиот крај. Го одјавуваме во интервјуот прекрасниот амбиент на Holiday Inn. Ти благодарам Зена што беше уште еднаш дел од новото издание на Ексклузив. Хвала пуно. Ćao.